Што ли крие од јавноста директорот на Агенцијата за национална безбедност Виктор Димовски? Тој утрово на регионалната конференција за безбедност вешто ги избегна медиумите. Директора, ќе не достоите со една изјава? На конференцијата на која новинарските прашања беа строго забранети, Димовски сепак ги прозва медиумите. Им се заблагодари што дошле и им порача оти агенцијата и натаму ќе била транспарентна и отчетна кон јавноста. Дозволете да кажам дека ми е задоволство што сум денеска пред вас, меѓутоа и пред представниците на медиумите, затоа што тоа е дел од новата стратегија и новиот пристап на Агенцијата за национална безбедност да биде отворена, да биде транспарентна и да ги презентира пред јавноста сите оние информации кои согласно природата на структурата на Агенцијата за национална безбедност можат да бидат споделени. Но Димовски остана должен да ја објасни на јавноста дали некој ќе понесе одговорност за неправилностите при изборот на кадри за АНБ и како ќе се симне сомнежот за партиски вработувања во агенцијата. Откако пред неколку дена и самиот призна дека е направено кршење на законите при селектирањето на кандидатите и оти ниту еден од лицата кои ќе работат не бил подложен на полиграфско тестирање, фактор кој е клучен за тајните служби. Тој до денеска молчи дали како прв човек на агенцијата ќе понесе одговорност за тоа. Вчера Алфа постави прашање до директорот на Агенцијата за национална безбедност дали среде работно време бил присутен на партиска трибина на СДСМ, но тој не одговори. Наместо него, преку социјалните мрежи реагираше генералниот секретар на партијата Љупчо Николовски, кој ги демантираше фотографиите објавени на еден портал, посочувајќи дека настанот се